Така, иницијативата за турнирот во баскет, или народно кажено уличен баскет, кој што си го знаеме ние, е да се одржуваат спортски настани и во рурални средини. Поентата е едно подигнување на спортот и во рурални средини. Поради околности дадени, значи, инфраструктура, сали, големи игралишта, надпреварувачки клубови, свесни сме дека во руралните средини е многу малку застапен спортот. И од тој дел, како настан во културно лето кој што ќе го спроведува општина Босилово со градоначалникот, јас наметнав една тема да биде преко спортот баскетот со повеќе содржини, кој што збир од многу искуство од спортот и ред други работи, ќе сакам да направам еден добар настан кој што ќе служи за пример и во спортот, и главниот дел инклузијата, подигнувањето на свеста за прифаќањето на лица со посебни потреби и како треба од секој јавен настан да бидат застапени истите тие лица. Така. Јас како родител на дете со аутизам имам огромно искуство за тоа и како собственик заедно со син ми на прв ресторан кој е сертифициран како аутизам френдли на Балканот, една од содржините ни е како преко јавни настани си имаме дадено за оврска да правиме јавни настани, преко тие јавни настани да ја подигаме свеста, да имаме соработка, да самата средина ја прифати као недостаток они мислат, а уствари тоа е многу нормално. Господине Тимов, од тоа што досега го слушнав за овој турнир е тоа што ќе има и хуманитарна аспект, односно хуманитарна цел, отварање на сензорна соба. Сега, ако може и тој аспект да го фатиме во ова интервју. Така, значи е насловен и хуманитарен и главната цел кој што е покренена, значи ќе имаме символична влезница од 50 денари, сите тие средства од влезницата ќе бидат донирани и веќе наменски наменени за изградба на сензорна соба за лица со посебни потреби во Основното училиште Гоце Делчев во Босилово. Зошто? Мојот син Виктор беше роден во Босилово. Така. Кога настана проблемот со аутизмот, му требаше инклузивна настава. Бидејќи ги не имавме тие услови пред некои 14-15 години, јас се иселив во Гевгелија, барав услови. После толку години се уште немаме сензорна соба. Ако имаме дете со посебни потреби, мора тоа да иде во Струмица. Писател, тати, потанам сите любители на посмртата да бидат дел од турниот во Босилово потаната. Ја упатувам за да тударуваме, да спорудуваме и да ти докажеме на сите дека не треба да има различности.